Да. Колега Коцич, кога сте веќе толку дрзок по втор пат да ја споменувате теретаната, за кој што случај мислам дека е расчистено во јавноста и од страна на надлежните институции, дали тука имаше простор за обвинување и покренување случај или не, јас во вашиот стил ќе ве подсетам, мислам дека на една пленарна седница, како нов пратеник ни соопштивте дека вие 30 години сте делувале во областа на животната средина. Дали сега таа тема вас ве интересира? Дали мислите дека животната средина, односно незиното загадување, сега периодов дополнително ќе влијаат на состојбава со коронавирусот, или откако станавте власт, веќе ги нема оние тврдања дека загадувањето на воздухот ќе престане штом ВМРО ДПМН ќе дојде на власт? Многу контрадикторности и немојте да избегнувате од одговорноста. Исклучиво е само ваша. Она што мене гласот ми трепери, што сум нервозна, е затоа што вие ја водите, односно не ја водите работава како што треба. Затоа што од вас зависи здравјето на сите во Република Македонија, а не само на вас. А што се однесува до кафаните, вашиот премиер не е излезен од нив. Вие буџетот и ребалансот ги скративте капиталните инвестиции, а трошите на непродуктивни трошења, односно на кафани. Тоа се вашите решавања. Овие проблеми ги решавате по кафани. Но за тоа има институции, нека следат. Само да не испадне овие глоби, овие мерки да бидат спроведувани само на луѓе од опозицијата. Како што тоа многу добро знаете да го правите, особено деновиве. На дело. Со реваншизам на работни места, со преместување МВР, ЕЛЕМ каде не. Тоа е вашето владење. Поголем приоритет вие некому да се реванширате, отколку да го зачувате здравјето на сите во држава. Затоа сте вие одговорни. А затоа сме ние тука да ви кажуваме дека вие и само вие сте одговорни, никој друг. Благодарам.